На Zoom линија го имам капитенот на одбојкарската репрезентација на Република Северна Македонија, господинот Никола Ѓорѓиев. Никола, добро утро. Добро утро и благодарам многу на поканата. Стануваат ли спортистите рано наутро или знаете да си поспиете? Кога ви почнуваат тренинзите? Може би се попладне, може би се така приквечер. Така, ама овој термин не станува многу. Тренинзите најрано почнуваат се во 9:30 или во 10 часот. Кога работиме са бајле, а поручек ми се некаде 4:30-5 часот. Така бар беше сега. Епа добро, ние работиме и од рано наутро, така што си стануваме порано, за да ги брифираме нашите гледачи и слушатели за се она што се случува. Никола, репрезентацијата загуби неодамно од Данска во финалето на Европската сребрена лига со 1-3 во сетови. Ајде малку прво, пред да прашам конкретно за самиот надпревар и некои други проценки, што е ова сребрена лига, што е златна лига, бидејќи одбојката на времето беше еден од важните групни спортови во нашата држава и во онаа поголема држава што имавме Југославија пред неколку децении. Па не сум сигурен дали денеска баш сите разбираат што е сребрена и што е златна лига. Зашто станува збор? Па видите, репрезентациите широм светот се поделени на 3 групи. Оние најјаките играат таа Лига на нации, односно ВНЛ. Таму се Србија, Русија, Бразил, Америка и тоа. Потоа доаѓа Златната Европска лига, каде што право да играат имаат само европски репрезентации, меѓутоа според ранкингот некаде се од 10-то до пред нас 23-то место. Ние мислам дека сега во момент сме 24-то и ние бевме најдобро рангирана селекција која што ја играше Сребрената лига, односно по откажувањето на репрезентацијата на Холандија од Златната лига за да влезе во ВНЛ, по откажувањето на Кина поради ковид. Ние и ќе игравме Златна Европска лига, меѓутоа тоа дојде многу касно. Минатата година ние бевме според ранкингот на Светската федерација во Златната Европска лига, ова година паднавме повторно во Сребрената. Ние цел живот играме, порано имаше само една Европска лига, каде што завршивме второ место, а сега има и Златна и Сребрена Европска лига, кој што по квалитет Златната е многу подобра, да кажем, и кој што ние ако го освоивме, до година ќе се пласиравме за Златната лига. Меѓутоа ништо не мора да значи, бидејќи овде ранкингот е најбитен, ако успееме да направиме бум на европското првенство, ние до година ќе играме во Златната Европска лига, што заслужуваме сигурно. Добро, на данците им водевме 1-0 во сетови, а потоа изгубивме 3 сета поред. Има ли некаква анализа, има ли некаков фидбек на тоа што се случи со репрезентацијата, зошто ни се случи да ги изгубиме 3 сета поред? Влегоа данците во форма нагло или нас не напушти формата после првиот сет? Па види, јас уште не сум ја гледал утакмицата, уште ми е многу тешко, така сум разочаран, тажен и бесен. Меѓутоа, оно што сега ми произлегува од разговорите со одредени играчи и тука од Струмица кога прошета вчера, третиот сет се одиграла клучната улога, каде што ние сме водели, ја тоа не го памтам, бидејќи бев скроз во мечот, 22-20 сме воделе и тука го изгубивме 25-27 тој сет. Тука да сме успеле да го добиеме тој сет, ке сме направиле бум. Четвртиот сет имавме исто 17-17 контра, не успеавме да реализираме. Репрезентацијата на Данска одигра една по мене најдобра утакмица и што го зборев со селекторот во последните 10 години и буквално се погоди. Ние малку паднавме во четвртиот сет на крајот веќе и се погоди да тие слават на наш терен, што беше многу тешко за нас. Меѓутоа тоа е што им честитавме, стварно беа подобри. И сега треба добро да одмориме и да се спремаме за репрезентацијата, односно за Европското првенство. Европското првенство започнува во септември. Колку се важни овие турнири како што е оваа Златна, Сребрена лига и дека натаму во подготовките за Европското првенство, бидејќи претпоставувам дека сега фокусот на репрезентацијата во летниве месеци ќе биде баш септември годинава? Искрено по мене, јас се овде седејќи, размислувајќи, тагувајќи по поразот, гледам кои се позитивните страни на оваа Европска лига, а позитивни страни ги има многу. Значи прво стручниот штаб мора да го пофалам кој што им даде шанса на повеќе играчи да играат. Добивме десетина играчи во ростерот, веќе не сме први 6 и толку, добивме десетина играчи во ростерот
и сигурно на секој може да се рачуна, бидејќи тоа европско првенство е силен турнир каде што 5 утакмици играш за 5 или 6 дена и сигурно дека секоја алка ќе биде битна. Друга работа е што успеавме да победиме од 8 утакмици, сигурно ќе ни влие тоа на самодовербата. Поразот со Данска дојде како што дојде, меѓутоа покажавме константност дека можеме, знаеме и дека местото ни е во златната Европска лига. Тие се некои така параметри кои што јас ги изимам за сега, за позитивни работи, со добра работа од значи 11 јули кога ќе започнеме до 1 септември кога е првата утакмица, мислам. Уште повеќе треба да ја надоградиме таа игра и веќе кај нас се надзира, имаме и игра. И тоа ми е многу драго, бидејќи минатите години ако беше сведено на индивидуални некои ефекти, денеска имаме игра, имаме концепт и работиме уште повеќе да го доиграме тоа. Состојбата и успесите на репрезентациите во сите спортови се секојаш и рефлексија на националните лиги во спортовите. Каква е состојбата во националната лига со одбојката? Јас морам да ти кажам, Никола, малку сум од оние генерации, јас имам пријатели кои што некои од тие пријатели играа во оние прочуени репрезентации одбојкарски на Југославија со Богоевски и останатите. И тие понекогаш кога ќе се видиме знаат со една сета да кажат дека денешната македонска одбојкарска лига не е се уште ли важи принципот дека нема испаѓање од лигата, например, дека без разлика каква ви е како ви е успехот спортски и следната година продолжувате да играте во истата лига, или има некоја промена? Не, нема промена, значи лигата се состои од 10 екипи и квалитетот не е на многу високо ниво, меѓутоа она што радува сега е тоа што по успехот на репрезентацијата 2019 година, лигата малку по малку почнува да се качува. Тоа нема да биде период близок, да кажем, за 1-2, меѓутоа јас очекувам за 3 до 4 години повторно да се направи еден работнички фершпет кој што беше пред 15 години, кој што може да се направи една добра екипа со стабилни спонзори, а подоцна и да градиме уште повеќе и на европски план да излеземе. Меѓутоа, ситуацијата во македонската клупска одбојка беше катастрофа, сега малку помалку се подигнува и мене тоа ме радува, бидејќи оваа година имаше 2 стварно добри екипи. Јас се надевам и има индиции дека следната година ќе бидат тоа 4, а дај Боже, моje желба е да бидат 6 до 7, 8, секој да може да победи и само така може да се прават играчи секој утакмица кога е дерби и само така можеме да ја дигнеме уште повеќе репрезентативната одбојка, не само да се радуваме на пласман на европско првенство, втори места, туку да земеме златен медал, пласман во друга рунда на европското првенство. Тоа само со работа и ништо друго. Нико, каков е интересот на младите? Кај нас обично овие групни спортови предводат фудбалерите, се разбира ракометарите и кошаркарите, бидејќи сите тие повремено знаат да не израдуваат со европски успеси. Каков е интересот кај младите, па дури и во женската одбојка, бидејќи одбојката исто така и женски спорт секогаш бил значаен. Има ли интерес кај младите? Имате ли прилив на нови играчи, надежи и така натаму? Знаеш како ја, пошто играм на страна веќе 16 години цели, не знаев многу што се случува, како се случува, оваа година имав малку повеќе време, цел месец април да го одморам и да се дружам тука со моите соиграчи од Струмица Шосе. Значи за женската одбојка тоа е број еден спорт дефинитивно кај младите во Македонија, бидејќи само во Струмица има 4 клуба, мислам, женски кои што играат прва лига. А во Скопје исто доста има многу школи кај што тренираат деца, тука тренерите кои што се мои бивши соиграчи, кои што јас сум бил во репрезентацијата млад, тие биле постари, ми кажуваат дека има по 200-300 деца у школа, правам за женска. Додека кај машките е малку тоа оди потешко, бидејќи како што рековте, прво фудбал, ракомет, кошарка, па после одбојка. Меѓутоа и тука се гледа одреден напредок, има одреден напредок, бар јас зборам за Струмица, не можам да кажам за другите места, зборам за Струмица, бидејќи екипата на ОКГ Струмица, кој што има извореден председател Владо Милев, се повеќе и повеќе вложува во млади
a posebno tие млади од почетокот кои што се пионери, кадети, младинци за да дојдат. Фактички како ние сме поминали, јас и Владо, пошто ние сме иста генерација, така и тој сака да го направи тој раст, да биде природен и овие момци кои што сега почнуваат, да кажам, едно 10 години да бидат стандарни членови на сите репрезентации со искуство и подоцна и нашата репрезентација ќе има бенефит од тоа. Никола, ќе навиваме ли за фудбалериве кои што заминаа на европско? Едва и чекам, едва и чекаме овој видеобим, брат ми зема видеобим. Има да биде жустро. Да, гледам дека... Втора рунда, да ти кажам поштено. Одлично. Се надевам дека нешто од тој успех ќе се пресели во одбојката, сигурен сум. Всушност, јас морам да кажам дека со задоволство секогаш сум гледал одбојка. Имате ли публика, сега беше пандемија, меѓутоа привлекува ли одбојката публика на трибините, бидејќи е тоа стварно еден динамичен, супер интересен спорт? Па да, сега овој викенд беше феноменално во Струмица, беа пуштени 30%, на што сме многу благодарни и беше прекрасно да се игра и затоа и нас сите не боли затоа што изгубивме во нашиот роден град, повеќето од нас што сме од Струмица, во прекрасна атмосфера каде што стварно беше уживање да се биде на теренот и затоа тој пораз уште толку многу боли. Меѓутоа публика има, публиката ни е, да кажам така, огнена, одлична. И јас искрено едва чекам да одиме за Финска да играме европско првенство, иако Финска изгледа баш далеку, сепак јас знам дека најблиските и најверните фанови на репрезентацијата ќе бидат таму. Никола Ѓорѓиев, капитен на одбојкарската репрезентација, благодарам за овој утрински брифинг. Се надевам дека во Финска во септември нема да биде премногу студено и дека баш ќе биде времето како што треба за нов успех на македонските одбојкари. Ви благодарам и на вас за поканата, здрави и живи да сме, прво да се радуваме на фудбалерите, па подоцна и на нас 2 европски првенства ова лето. Нека уживаат гадаците и македонци. Благодарам, Никола. Се слушаме и се гледаме можеби во Струмица следниот пат. Тоа беше Никола Ѓорѓиев, капитен на одбојкарската репрезентација на Република Северна Македонија, која иако неодамна изгуби од Данска во таа така наречена Европска сребрена лига, сепак и предстои Европското првенство во одбојка во Финска следниот септември. До тогаш има време, бидејќи ќе бидеме преокупирани со други спортски содржини, од кои што се разбира фудбалот ќе доминира. Гледам дека Европската фудбалска федерација го препорачува мечот Македонија-Австрија задолжително да се гледа заедно со уште други 5-6 меча. Сигурен сум дека како што Никола има видеобим во Струмица, ќе има многу видеобимови по македонските кафулуња, кафеани, а и по домовите ќе има викање и ќе има навивање како што си е редот.